Audio Jungle. Нови 660 милиони евра чекаат на општински проекти. Станува збор за пари кои се дел од предпристапните ИПА проекти, а кои главно годинава ќе се даваат за заштита на животната средина, одржлив развој и одржлив туризам. Сумата е примамлива, но Европа тешко ги дава парите. Па прашање е, ќе знае ли регионот овој пат како на Европа да и ги земе парите? Пред се треба да се запазат само некои критериуми што ги бара програмата и да се најде пред се еден добар партнер од спортивната страна. Сепак, минатогодишните искуства покажаа дека идејата не е најважното нешто за Европа, па многу општински администрации паднаа на ригорозноста на апликациите. Навистина бараат многу услови. Еден од условите кој што е клучен е објектот или ако се работи за крупна мерка, не меки мерки, инфраструктурен проект, потребно е локацијата или објектот да биде во собственост на општината и на никој друг. Приватна собственост не се признава, државна собственост не се признава. Поради ова, некои за оваа година се повикаа на Джокерот, повикај пријател. На општините кои што имаат ангажирано консултанти, можам да речам дека во 90% ги добиваат проектите, што кажува дека општинската администрација се уште не е до тај степен подготвена да може да направи многу квалитетна апликација. Не дека од локален економски развој вработените не можат тоа да го направат, ние ја имаме замислата и концептот е наш, меѓутоа има навистина проблеми во тоа како апликацијата ќе изгледа. Инаку, во првиот ИПА повик, Македонија имаше на располагање 622 милиони евра. Од нив, општините од Истокот и Југоистокот успеа да искористат само 12 милиони евра. Најголемиот дел од нив завршија во Струмица и Василево, додека во 11 општини од регионот успеа да земат само околу 2 милиона.